студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Европската перспектива, напредокот на реформските процеси, економската соработка, енергетската безбедност и дигиталната трансформација биле темите од разговор при посетата на шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на земјава. Од владата соопштија дека Македонија очекува од Европската унија јасна и конкретна посветеност како потврда на европската перспектива и поддршка за граѓаните кои со децении остануваат посветени на европските вредности. Фон дер Лајен пак на социјалните мрежи напиша следниот и единствен чекор пред почетокот на преговорите е јасен. Потребно е да се ја направите договорената уставна измена. Топката е кај вас. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се сретна со премиерот Мицкоски. Како што информира од владата, на средбата се разговарало за европската перспектива, напредокот на реформските процеси, економската соработка, енергетската безбедност и дигиталната трансформација. Премиерот Мицкоски ја истакна решеноста на владата да ја забрза евроинтеграцијата на државата преку конкретни резултати и исполнување на европските стандарди. Тој посочи дека државата очекува од Европската унија јасна и конкретна посветеност, како потврда на европската перспектива и поддршка за граѓаните кои со децении остануваат посветени на европските вредности, велат од владата. Освен со Мицкоски, фон дер Лајен се сретна и со претседателката Силјановска Давкова и спикерот Гаши. Посредбите се огласи на социјалната мрежа X. Ние целосно стоиме за Северна Македонија на нејзиниот пат кон Европската унија. Можете да сметате на нас. Следниот и единствен чекор пред почетокот на преговорите е јасен. Потребно е да ја направите договорената уставна измена. Топката е кај вас. Европската унија е подготвена, напиша фон дер Лајен. Нејзината посета на Македонија е во рамки на турнејата низ земјите од Западен Балкан. Пред да пристигне во Скопје, изминативе денови беше во Албанија, Црна Гора, Србија и Косово. Мартин Арсов, Сител телевизија. Или си СДСМ или не си. Цитирајќи легендарна изјава на партиските митинзи на Црвенковски, актуелниот лидер на СДСМ коментираше фотографијата која се појави во медиумите на која Црвенковски е во друштво на функционери на ВМРО-ДПМНЕ, пратеник во собранието и охридскиот градоначалник. Пецаков, градоначалникот на Охрид, за Сител вели: средбата немаше врска со политика, ниту пак во било кој момент се зборуваше за нешто такво. Во ист објект бевме, буквална случајна средба, па седнавме на иста маса. Ресторанот беше полн и воопшто не станува збор за никаква тајна вечера или скриена средба, вели Пецаков. Но на социјалните мрежи слика со Црвенковски објави и носителката на советничката листа на Знам во Охрид, Марина Ѓорѓовска. Лидерот на Знам, кој гостуваше во дневникот на Сител, вели дека ако некој не е СДСМ, тогаш тоа не е Филипче. Однос на сликата која што излезе во социјалните медиуми вчера од поранешниот претседател на СДСМ Бранко Црвенковски, ја можам само да го цитирам поранешниот претседател на СДСМ Бранко Црвенковски, а тоа е или си СДСМ или не си. По стари пријатели се. Добар дел од луѓето во Знам се поранешни членови на СДСМ, добри луѓе. Што се однесува до другиот коментар, си СДСМ или не си СДСМ, имам една фотографија овде, па дојде времето овој овде насликава да прашува кој е СДСМ, кој не е. Советникот на поранешниот министер Тодоров во владата на Груевски. Денешска наводно најголемиот СДСМовец. Сеќавате на тој период кој беше директор на или втор човек во министерството на фондот кај што се најголемите пари? Дончев. Сега каде е? Во странство. Предпоставувам и овој наскоро ќе им се придружи таму, бидејќи има златна виза за Дубај. Предизборниот карван на ВМРО-ДПМНЕ денеска е во Македонска Каменица, Пехче, во Берово и во Делчево. Лидерот на партијата Мицкоски од Берова го обвини СДСМ дека се бори само за бизниси и профитирање на нечесен начин, а не за интересите на граѓаните, како и дека се гледа нивниот политички крај. Кандидатот за градоначалник Петар Ружински вети современа инфраструктура, економски раст и можности за младите. Со еден избор одите напред, а со друг се враќаме назад. Сетете се само на оние 7 години кога влада беа СДСМ и ДУИ.
Со еден избор се борите за твоето мало, за твојата општина и заедничката иднина, а со другиот се борите за нивните лични интереси. Затоа на овие избори, браќа и сестри, е пресудно и клучно најпрвин да излезете да гласате. Ако не излезете да гласате, тогаш ве понесува стихија и тогаш, за жал, другите ќе одлучуваат за вас. Тоа не смее да се дозволи. Потребно е секој од вас да се одважи и да излезе да гласа, затоа што ова е ваша земја, ова е ваша општина. Првиот темел на нашата програма е современа инфраструктура. Ке го уредиме влезот во Берово за да биде модерна порта каква што заслужува. Ке донесеме генерален и детален урбанистички план за да ставиме крај на урбаниот хаос. Вториот темел е економски раст и можности за младите. Ке го претвориме заборавениот бизнис инкубатор во модерен младински хаб, место каде нашите млади ќе создаваат бизниси и ќе градат својата иднина тука, дома. Ќе го издигнеме туризмот на повисоко ниво. Ќе изградиме градски базен, ќе ги уредиме спортските терени, ќе ја зачуваме нашата природа. А предизборниот карван на СДСМ денеска е во центар Жупа, Дебар, Гостивар и Маврово, Ростуш. Видеоматеријал од овие митинзи не е достапен, но лидерот на партијата Филипче предходно зборуваше за предвремени избори и за лоши економски параметри на владата. Кандидатот за градоначалник на Скопје, Каја Шукова, пак представи дел од објектите и проектите. Имаме недоследност во изјавите на премиерот. Еднаш ке има, еднаш ке нема. Предвремени избори, сметам дека тој е свесен дека волкав број на гласови и пратеници како што доби лани никогаш повеќе нема да добија, затоа што луѓето дефинитивно се освестија. А ние сме спремни било кога да настапиме на парламентарни избори. Реалната годишна инфлација е околу 4%. И тоа се чувствува секој ден. Имаме едноставно најскап живот во регионот. Премиере, каков е планот? Како владата планира да покрие буџетската дупка од 1,4 милиарди евра до крајот на годината? Понатаму, каде се капиталните проекти кои што беа најавувани? Ќе ја вратиме Серава како гордост на заедницата. Уредено корито, пешачки и велосипедски патеки и зелена оаза наместо дива депонија. Новите мостови и надвозникот на булевар 8 септември ќе го поврзат Бутел со центарот. Ќе скратат време на патување и ќе донесат подобар јавен превоз. Со клучката Словенија Никола Карев и новите булевари, Бутел конечно ќе стане равноправен дел на Скопје со модерна инфраструктура, осветлени улици и безбедни патишта. Жителите на Бутел имаат акутен проблем со недостиг на вода за пиење и никој не превзема ништо околу тоа. Проблемот не се решава со козметички зафати. Неврологот Игор Кузмановски ќе плати казна од 500 евра бидејќи работел без лиценца. Инспекторите ги проверувале активностите и на другите доктори и на неврологија и лиценците им биле активни. Казна од 500 евра за разрешениот директор на неврологија бидејќи половина година прегледувал пациенти без важечка лиценца. Игор Кузмановски од 15 март кога му истекла дозволата за работа. До август кога беше назначен за ВД директор на клиниката. Вршел здравствена дејност противно на законот, утврдили инспекторите од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Во врска со работата на доктор Игор Кузмановски како здравствен работник без важечка лиценца за работа, ќе му биде издаден прекрашочен платен налог според член 309 од Законот за здравствена заштита. Но парична казна ќе има и за клиниката и за претходниот директор. За сите констатирани недостатоци во однос на работата на неврологија, ќе биде издадено решение за наредба за отстранување на недостатоците, пишува во извештајот од ДСЗ. Освен во редниот надзор на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, интерни комисии има и на клиниката кои беа формирани од новиот ВД директор. Случајот со Кузмановски го разгледуваат и во лекарската комора, откаде најавија дека деновиве ќе одлучат како ќе постапат. Пред 5 дена се појави снимка на која доктор Кузмановски меша бела прашкаста материја и коментира за квалитет на дрога. Ова предизвика лавина од реакции во јавноста, а неврологот истиот ден беше разрешен од менаџерската функција. Сања Димитровска, Сител телевизија.
Дали Националниот центар за вештачка интелигенција Везилка, кој е најавен ќе биде голем потрошувач на струја и вода по примерот на слични фабрики на вештачка интелигенција во светот? Одговори побара Даниел Василев. Вака изгледа еден од поголемите дата центри за вештачка интелигенција во Соединетите Американски држави. Во сопственост е на Microsoft, а чини околу 7 милиарди долари. Ваквите AI фабрики годишно трошат околу 4% од вкупната потрошувачка на електрична енергија во САД. Трошат и огромни количини вода за ладење со оглед на тоа што ваквите системи загреваат многу. Везилка, првиот национален центар за вештачка интелигенција во Македонија, ќе биде далеку поскромен од оние во сопственост на глобалните технолошки гиганти. Инфраструктурата ќе биде инсталирана во кругот на технолошките факултети во Скопје, каде што се наоѓа и Финки. Графичките картици ќе бидат сместени дел во така наречената сервер соба, дел во надворешен контейнер во кој исто така во моментов сместени се сервери кои ги користи факултетот. Но треба ли да стравуваме дека Везилка ќе ги изеде ресурсите на струја и вода? Во рамките на нашите податочни центри, тоа се работи со скромни ресурси, кои што не прават поддржувачка од повеќе од една зграда, да кажеме, што е од ранг на неколку десетици киловати. Така што не станува збор за голема инфраструктура. Верувам дека периодот на биткоини беше многу далеку по-ризичен за нашиот електроенергетски систем отколку вештачката интелигенција што представува сега во иднина. Националниот центар во суштина ќе ги користи ресурсите на европската AI фабрика Фарос во Грција и токму таму ќе биде целиот притисок во однос на потрошувачката на енергија. За професорите на Финки, развивањето на вештачка интелигенција не е новина. Таму веќе се развива ваква технологија, но поради скромната опрема таа главно се користи за тренинзи. Со изградбата на Националниот центар достапни ќе им бидат европските суперкомпјутери, а од тоа бенефит се очекува да имаат и академската заедница, но и јавната администрација, стартапите и компаниите во државата. Даниел Василев, Сител телевизија. Во продолжение вестите од светот.